Изложбите организирани од кинолошкиот клуб Македонско овчарско куќе Караман се вистински празник за љубителите на македонскиот караман. Тие се исклучителен настан во македонската кинологија, кој е посебен не само заради тоа што со него се афирмира раса која беше на рап на исчезнување, туку и заради дружењето и пријателскиот однос на собствениците на карамани, кои своите миленици ги одгледуваат со многу љубов.
На 26 мај 2013 година на стадионот во Волково беа изложени 20 карамани, од кои 10 мажјаци и 10 женки во повеќе возрастни категории. За оценувањето беше одреден меѓународниот кинолошки судија Сашо Пешев, кој воедно е и актуелен претседател на Кинолошкиот сојуз на Македонија. Делегат беше меѓународниот кинолошки судија Габриел Стибел, кој ја прогласи изложбата за отворена. Благодариме на сите што дојдоа на оваа манифестација, што ја поддржаа. Знаеме дека расата Караман е прастара раса, меѓутоа се уште нова раса во рамките на светската кинологија. Македонскиот кинолошки сојуз веќе започна со процедурата за признавање на оваа раса. На денешната изложба ќе суди председателот на Кинолошкиот сојуз на Република Македонија, господин Сашо Пешев. Аплауз еден. Оценувањето ќе се врши во средните класи. Прво ќе дојдат најмладите од 3 до 9 месеци, а потоа ќе се оценуваат младите од 9 до 18 месеци и над 18 месеци ќе се оценуваат, значи, на крај. Класите ќе започнуваат, прво ќе се оценуваат женките, па потоа ќе се оценуваат машките. Меѓутоа ќе одат беби, односно 3 до 9 месеци женки па машки, па потоа ќе одат 9 до 18 месеци женки па машки и на крајот ќе одат отворена класа од 18 месеци нагоре. Прво ќе се оценат женките и на крајот ќе се оценат зрелите мажјаци над 18 месеци, отворена класа. Уште еднаш честитки до Кинолошкото друштво Караман, односно Македонскиот клуб за овчарското куче Караман. Им честитаме за оваа прекрасна организација и им посакуваме уште долго време, значи, да се грижат за оваа раса и да направат да се оваа раса признае од страната на ЕФЦ. Уште еднаш благодарност за вашата посета. Се надевам дека ќе има фер напреварување и нека победат најдобрите. Женките се најзначени за зачудување на расата и затоа со нив започнуваат сите изложби. Оценувањето на караманките Сомунка, Солунка, Митра и Калеша на браќата Костовски во возрастната категорија од 6 до 9 месеци заврши со избор на Калеша за најубава караманка. Оценувањето продолжи со младите карамани Блеки на Дејан Тодоровиќ и Гавро на браќата Костовски. Блеки тоа утро допатува од Куманово.
Весело подскокнуваше покрај својот собственик, среќен што и тој е дел од оваа кинолошка манифестација. Изборот за поубав Караман падна на Караманот Гавра. Следуваше оценувањето на женките во возрастната категорија од 18 месеци до 8 години. Вообичаено предстоеше прегледот на најзначајното оружје на караманите – забалото, од кое немаат мирен сон волците и мечките низ македонските планини. Караманката Дора не беше многу расположена да ги чепкаат забите, па на помош дојде големиот Љупчо, но и тоа не помогна. Брзата и итра Караманка ги застрами сите кои се обидуваа да ги видат забите.
Прва од возрастните женки пред судијата застана караманката Кара на Ристо Велјановски, која дисциплинирано чекаше при оценувањето. Предстоеше караманката Канџа на Дарко Димитриевски, која водена од Љупчо Апостолов изгледаше доминантно со својата крупна глава. Годишната победничка во возрастната категорија од 9 до 18 месеци, караманката Тара на Александар Ѓорѓиевски, весело мафташе со својот бујно обраснат опаш. Караманката Мила на Христијан Трајковски беше особено внимателна и резервирана кон судијата. Дора на Сашо Радевски, како и секогаш беше разиграна, но и необично весела, како да пречувствуваше среќен исход на оваа изложба. Последна во оценувањето на возрастните женки застана минато годишната победничка Видра на Станимир Ѓуревски, која беше спокојна затоа што веќе ја имаше вкусено победата, па со задоволство ќе ја предаде круната на следната победничка. Меѓународниот кинолошки судија Сашо Пешев со внимание ги проценуваше нивните движења, а за најубава ја прогласи Дора на Сашо Радевски.
Следуваше оценувањето на мажјаците во возрастната категорија од 18 месеци до 8 години и вообичаено предстоеше проверка на забалата и алатот со кој треба да бидат оплодени многу караманки.
прв за оценување пред судијата се појави минатогодишниот победник Караманот Кербер на Сашо Божиновски. За тоа време Томче и Сварт се забавуваа додека останатите карамани трпеливо чекаа. Наред дојде и Караманот Сварт на Томислав Јовановски, на кого оваа изложба му беше прва кинолошка манифестација. Караманот Кожув на Жарко Трпевски беше еден од поубавите карамани на изложбата, а Жарко беше горд што може крај себе да има караман каков би посакал секој од гледувач и сточар во Македонија. Големиот караман Џони на Стојко Димовски беше најспокоен. Спокојство кое го имаат само оние кои не се плашат за себе, освен за безбедноста на својот стопан. Минатогодишниот победник во возрастната категорија од 18 месеци до 8 години, Караманот Гаро на Пепи Дамјановски, доминираше со својата големина и цврста градва. Четириокиот караман Мечо на Веле Ангелески постојано го разгледуваше просторот за да види некое демонско суштество случајно да не останало и не се повлекло со темнината на ноќта.
Караманот Цезар на Мирослав Ѓорчевски беше еден од најпримерните во рингот. Караманот Араб на Дејан Василковиќ сјаеше на сончевите зраци и не дозволуваше никој да приде до неговиот стопан. Дојде моментот за избор на најубав караман на изложбата во возрастната категорија од 18 месеци до 8 години. Тешка задача за кинолошкиот судија Сашо и делегатот Габриел, затоа што во рингот беа 8 преубави карамани. Вниманието на судиската двојка им го привлекоа караманите Сварт и Кербер. Сето свое акумулирано кинолошко искуство го насочија во проценка кој од овие два карамани е поубав, кој од нив има помалку недостатоци, кој од нив ќе биде идниот шампион на Македонија.
Одлуката не е лесна. Ќе го имаме ли првиот трократен првак на Македонија или во историјата на победници ќе се запише нов победник за расата Караман? Изборот падна на Караманот Сварт, а Томче со неверување гледаше кон неговата маја и бројната публика која го поддржуваше при надпреварувањето. Членовите на моторџискиот клуб Ноќни волци на изложбата пристигнаа со своите мотори. Караманот Сварт на нивниот Томче стана државен првак на Македонија и сите беа искрено среќни за неговата сјајна победа. Заврши четвртата државна изложба за македонско овчарско куче Караман, која ќе остане забележана како значаен настан во историјата на македонската кинологија. Изложба која ќе сведочи за сериозните намери на членовите на клубот да го зачуваат македонскиот Караман. Сите 20 карамани и нивните собственици кои учествуваа на изложбата заслужуваат голема почит затоа што одгледуваат раса која е гордост за сите македонци. Дивен символ на непокор во изминатите векови на темна и крвава историја, символ на македонското опстојување.
На сите учесници беа доделени благодарници за учество, а победниците добија пехари, победнички плаштови, наградата златен околувратник и уметнички слики. Посебноста на оваа четврта изложба беше и ретката можност каде можеше да се види како смртните непријатели од македонските планини, караманите и волците сепак можат и меѓусебно да се дружат. За изложбата извести Македонската радиотелевизија и дневниот весник Нова Македонија. Приклучи се заедно да го спасиме македонскиот Караман. Тој го заслужува тоа. Прв за оценување пред судијата се појави минатогодишниот победник Караманот Кербер на Сашо Божиновски. За тоа време Томче и Сварт се забавуваа додека останатите карамани трпеливо чекаа. Наред дојде и Караманот Сварт на Томислав Јовановски.
на кого оваа изложба му беше прва кинолошка манифестација. Прв за оценување пред судијата се појави минатогодишниот победник Караманот Кербер на Сашо Божиновски. За тоа време Томче и Сварт се забавуваа додека останатите карамани трпеливо чекаа. И не дозволуваше никој да приде до неговиот стопан. Дојде моментот за избор на најубав караман на изложбата во возрастната категорија од 18 месеци до 8 години. Тешка задача за кинолошкиот судија Сашо и делегатот Габриел, затоа што во рингот беа 8 преубави карамани.
Четириокиот Караман Мечо на Веле Ангелески постојано го разгледуваше просторот за да види некое демонско суштество случајно да не останало и не се повлекло со темнината на ноќта. Караманот Цезар на Мирослав Ѓорчевски беше еден од најпримерните во рингот. Караманот Араб на Дејан Василковиќ сјаеше на сончевите зраци и не дозволуваше никој да приде до неговиот стопан. Дојде моментот за избор на 3 до 9 месеци, а потоа ќе се оценуваат младите од 9 до 18 месеци и над 18 месеци ќе се оценуваат значи на крај. Класите ќе започнуваат, прво ќе се оценуваат женките, па потоа ќе се оценуваат машките. Меѓутоа ќе одат беби, односно 3 до 9 месеци женки па машки, па потоа ќе одат 9 до 18 месеци женки па машки и на крајот ќе одат отворена класа од 18 месеци нагоре. Прво ќе се оценат женките и на крајот ќе се оценат зрелите мажеци над 18 месеци отворена класа. Уште еднаш честитки до кинолошкото друштво Караман, односно македонскиот клуб за овчарското куќе Караман. Им честитаме за оваа прекрасна организација и им посакуваме уште долго време, значи, да се грижат за оваа раса и да направат да се оваа раса признае од страната на ФЦ. Уште еднаш благодарност за вашата посета. Се надевам дека ќе има фер напреварување и нека победат најдобрите.
Женките се најзначени за зачувување на расата и затоа со нив започнуваат сите изложби. Оценувањето на караманките Сомунка, Солунка, Митра и Калеша на браќата Костовски во возрастната категорија од 6 до 9 месеци заврши со избор на Калеша за најубава караманка. Членовите на моторџискиот клуб Ноќни волци на изложбата пристигнаа со своите мотори. Караманот Сварт на нивниот Томче стана државен првак на Македонија и сите беа искрено среќни за неговата сјајна победа. Заврши четвртата државна изложба за македонско овчарско куче Караман, која ќе остане забележана како значаен настан во историјата на македонската кинологија. Изложба која ќе сведочи за сериозните намери на членовите на клубот да го зачуваат македонскиот Караман. Сите 20 карамани и нивните собственици кои учествуваа на изложбата заслужуваат голема почит затоа што одгледуваат раса која е гордост за сите македонци. Дивен символ на непокор во изминатите векови на темна и крвава историја, символ на македонското опстојување.
Изложбите организирани од кинолошкиот клуб Македонско овчарско куче Караман се вистински празник за љубителите на македонскиот караман. Тие се исклучителен настан во македонската кинологија, кој е посебен не само заради тоа што со него се афирмира раса која беше на рап на исчезнување, туку и заради дружењето и пријателскиот однос на собствениците на карамани, кои своите миленици ги одгледуваат со многу љубов. Чевите зраци и не дозволуваше никој да приде до неговиот стопан. Дојде моментот за избор на најубав караман на изложбата во возрастната категорија од 18 месеци до 8 години. Тешка задача за кинолошкиот судија Сашо и делегатот Габриел, затоа што во рингот беа 8 преубави карамани.
Прва од возрастните женки пред судијата застана караманката Кара на Ристо Велјановски, која дисциплинирано чекаше при оценувањето. Предстоеше караманката Канџа на Дарко Димитриевски, која водена од Љупчо Апостолов изгледаше доминантно со својата крупна глава. Годишната победничка во возрастната категорија од 9 до 18 месеци, караманката Тара на Александар Ѓорѓиевски, весело мафташе со својот бујно обраснат опаш. Караманката Мила на Христијан Трајковски беше особено внимателна и резервирана кон судијата. Дора на Саша Радевски, како и секогаш беше разиграна, но и необично весела, како да пречувствуваше среќен исход на оваа изложба. На сите учесници беа доделени благодарници за учество, а победниците добија пехари, победнички плаштови, наградата Златен околувратник и уметнички слики.
Вниманието на судиската двојка им го привлекоа караманите Сварт и Кербер. Сето свое акумулирано кинолошко искуство го насочија во проценка кој од овие два карамани е поубав, кој од нив има помалку недостатоци, кој од нив ќе биде идниот шампион на Македонија.